Почитувани гледачи на македонската телевизија, добар ден. Се вклучуваме во директниот пренос од официјалното представување на првата национална фабрика за вештачка интелигенција. Настан со кој се означува почетокот на нова ера во технолошкиот напредок и развој на државата. Во наредниот час ќе ве поканам да останете на програмата на јавниот сервис, затоа што ќе имате можност да ги видите и слушнете сите детали поврзани со тоа како ќе функционира оваа национална точка за развој и примена на вештачката интелигенција, чија цел е да ги поврзе домашните универзитети, стартапите, компаниите, институциите и истражувачките центри со европските дигитални ресурси, вклучувајќи пристап до суперкомпјутерски капацитети и знаења. На настанот ќе имаме можност да ги слушнеме и обраќањата на претседателот на владата Христијан Мицкоски, министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, како и ректорката на Универзитетот Свети Кирил и Методи Билјана Ангелова, деканот на Факултетот за информацијски технологии и информатички науки Петра Ламески, како и амбасадорот на Европската унија во земјава Михалис Рокас. Визијата, целите и очекуваното влијание на Везилка ќе ги представи раководителот на проектот професор Димитар Трајанов, а по официјалните обраќања ќе има и панел дискусија посветена на вештачката интелигенција како мотор за економски развој. Пред официјалниот почеток на програмата поставена е интерактивна изложбена зона посветена на практичните примени на вештачката интелигенција, како и дигиталните технологии. А сите присутни и сите посетители на овој настан ќе можат одблиску да видат содржини поврзани со вештачката интелигенција, како се користи во здравството, отворените податоци и јавните услуги, Европскиот дигитален иновацијски хаб, иницијативата Донирај дигитална содржина и пресметување на високи перформанси. Дел од активностите ќе бидат насочени секако кон дигитализацијата на македонскиот јазик и култура, како и кон пренос на знаење меѓу индустријата, академијата и јавниот сектор. Официјалната презентација на Везилка доаѓа во период кога државите се повеќе ја гледаат вештачката интелигенција како дел од економската конкурентност, јавните услуги и националната дигитална стратегија. За Македонија предизвикот е двоен, да не остане надвор од европските процеси во вештачката интелигенција, но и да обезбеди развој на решенија што ќе одговараат на локалните потреби, јазикот, институциите и секако економијата. Ако Везилка успее да ги поврзе академијата, државата и приватниот сектор, таа може да стане важна инфраструктура за новата генерација дигитални услуги, истражувачки проекти, како и домашни решенија. Во спротивно, ризикот е вештачката интелигенција да остане само тема за конференции, наместо алатка што ќе им служи на граѓаните, институциите и компаниите. Идејата за Везилка, таа е замислена како национална точка за развој и примена на вештачката интелигенција. Проектот е координиран од факултетот Финки во соработка со Министерството за дигитална трансформација. Везилка ќе треба да функционира како национална антена во рамките на Европската иницијатива за фабрики за вештачка интелигенција и има мисија да го забрза користењето на доверлива, етичка и одговорна вештачка интелигенција преку конкретни решенија во општествено и економско влијание, формално поврзана со воспоставената фабрика Фарос во Грција, преку стратешко партнерство предводено од факултетот Финки. Мисијата на Везилка е да го забрза прифаќањето на доверлива, етичка и одговорна вештачка интелигенција преку развој на конкретни и применливи решенија во клучните стратешки сектори усогласени со национални приоритети, како и преку градење на високо квалификувана национална работна сила. Проектот ги искористува силните национални предности, вредните поточни множество од јавниот и приватниот сектор и експертизата на Финки. Сето тоа споено заедничко се создаваат алатки заснувани на вештачка интелигенција за предиктивна аналитика, диагностика, оптимизација на сите операции. Преку стратешкото партнерство со Фарос, Везилка добива пристап до суперкомпјутерот Daedalus, кој обезбедува неопходната пресметовна моќ за развој на напредни Ви модели. Оваа поддршка ќе им биде достапна на малите и средни предпријатија преку наменски програми, овозможувајќи им да иновираат, да развиваат нови производи заснувани на вештачката интелигенција. Паралелно Везилка ќе соработува со органите на јавната администрација
за заедничко создавање на решенја што ја подобруваат ефикасноста на јавните услуги. Ке ги советува државните институции при креирањето на националните ви стратегии, управувањето со податоци и етичките насоки. Во основа на сите овие активности е сеопфатен план за развој на вештини, осмислен да изгради одржлив проток на домашни таленти за индустријата, но секако и за државата. Името пак Везилка е многу внимателно избрано поради својата символика и културна предпознатливост. Везот е уметност на поврзување. Секоја нишка со својата насока и боја создава дел од поголема хармонична целина. Токму тоа ја одразува суштината на овој проект. Поврзувањето на инфраструктурата, податоци, луѓе и институции во кохерентна технолошка и културна целина, создавање на нешто значајно од поединечни делови, исто како што ви моделот се гради од голем број податоци, пренесување на традицијата во иднината, спој на културното наследство и технолошката иновација. Со други зборови, Везилка е мост меѓу минатото и иднината, традицијата и технологијата. Почитувани гледачи, во овие моменти пристигнува и премиерот Христијан Мицкоски, секако придружуван од министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, кој што е дел и од овој важен проект. Го гледаме и професорот Димитар Трајанов, кој што подоцна и подоле во овој пренос ќе ни представи како ќе изгледа оваа национална фабрика. Тука се секако и представниците на Европската унија, евроамбасадорот Рокас и секако професорите од Финки, кои што ќе бидат предводници на овој проект, кој што треба да трае секако со години. А потоа треба да го проследиме и официјалниот дел за отварањето на првата национална фабрика за вештачка интелигенција, Везилка, со која Македонија официјално станува дел од најамбициозната европска иницијатива во областа на вештачката интелигенција. Ќе ги слушнеме и обраќањата на премиерот Мицкоски, секако и на останатите владени представници кои што ќе објаснат и повеќе детали околу овој процес, колку ќе трае и колку чини. Само за појаснување, Македонија е во рана фаза на примена на вештачката интелигенција, а со ова влегува во нова ера на развој и примена на новите технологии. Нашата земја располага со силна академска основа за ова. Финки ги има едно од најголемите визедници во регионот, над 60 истражувачи со докторати, повеќе од 30 докторанти кои активно работат во оваа област, како и постоечки ви инфраструктури кои активно се користи за истражување и развој на нашите универзитети. Во овој контекст Везилка представува стратешка инвестиција насочена кон катализирање на длабока и долгорочна трансформација на општеството и економијата преку доверлива и етичка примена на вештачката интелигенција. Овој проект е поставен како мост меѓу академската експертиза и пазарните потреби, овозможувајќи системска и одржлива дигитална трансформација. Мисијата на Везилка е да го забрза прифаќањето на доверлива и одговорна вештачка интелигенција. Добре дојдовте на денешната свечена церемонија. Официјалното представување на проектот Везилка, националната фабрика за вештачка интелигенција на Република Северна Македонија. Денешниот ден представува значајен исчекор за нашата академска и стручна заедница, за дигиталната трансформација на нашата земја и за позиционирањето на нашата држава во европскиот екосистем за вештачка интелигенција. Везилка е проект финансиран преку Европската заедница за пресметување со високи перформанси, кофинансиран од Европската Унија преку програмата Horizon Europe, реализиран во соработка со Министерството за дигитална трансформација и нашиот стратешки партнер AI фабриката Фарос од Грција. Пред да продолжиме, дозволете ми со особена чест да ги поздравам нашите почесни гости. Председателот на владата на Република Северна Македонија, господинот Христијан Мицкоски. Амбасадорот на Европската Унија во Република Северна Македонија, господинот Михалис Рокас.
Министерот за дигитална трансформација, господинот Стефан Андоновски. Ректорката на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, професор доктор Билјана Ангелова. И деканот на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, професор доктор Петре Ламески. Во денешната програма ќе ја слушнеме визијата на Везилка, нејзините цели и очекуваното влијание, а потоа ќе отвориме една инспиративна дискусија за тоа како вештачката интелигенција може да биде двигател на економскиот развој на нашата земја. Сега го отстапувам зборот за поздравните обраќања. Најпрво, со особена чест, го повикувам председателот на Владата на Република Северна Македонија, господинот Христијан Мицковски, да ни се обрати. Почитувани присутни, дами и господа, постојат проекти чија вредност не се мери само преку инвестицијата што ја носат или инфраструктурата што ја создаваат, туку преку нивната способност да ја променат насоката во која се движи едно општество. Проектот Везилка е токму таков проект. Тој представува вложување во иднината, во потенцијалот на македонските научници, истражувачи, студенти и компании, но и јасна определба државата да биде активен учесник во технолошките процеси што го обиколуваат современиот свет. Развојот на вештачката интелигенција веќе создава нови економски модели, отвара нови индустрии и поставува нови стандарди за конкурентност. Во такви околности, способноста не на држава да создава знаење, да ги поврзува науката и стопанството и да обезбеди услови за иновации станува еден од најважните предуслови за долгорочен развој. Токму затоа, воспоставувањето на Националниот центар за вештачка интелигенција представува чекор кој има значење далеку над рамките на еден поединечен проект. Особена вредност на Везилка е што зад неа стои заедничка визија на владата, академската заедница и Европската унија. Ваквите партнерства создаваат трајни резултати затоа што ги обединуваат знаењето, искуството и ресурсите околу заедничка цел – создавање современа, конкурентна и иновативна држава подготвена за предизвиците и можностите на новото време. Преку овој центар се отвараат нови перспективи за македонските истражувачи и универзитети, за стартап заедницата и за компаниите кои сакаат да развиваат производи и услуги со висока додадена вредност. Пристапот до европската инфраструктура за вештачка интелигенција и до напредни суперкомпјутерски капацитети ќе овозможи идеи создадени овде да добијат можност да се надпреваруваат на европско и глобално ниво. Тоа представува силен поттик за економски раст, за отварање нови работни места и за создавање нови можности за генерациите што доаѓаат. Како универзитетски професор, од секогаш сум верувал дека најсилниот ресурс на секоја држава се луѓето. Знаењето што го поседуваат, талентот што го развиваат, идеите што ги создаваат, се најсигурната основа врз која може да се гради просперитетна иднина. Затоа секоја инвестиција во науката и истражувањето е инвестиција која со текот на времето носи најголем поврат за општеството. Особено значење има и фактот што Везилка ќе придонесе за развој на македонски јазични модели и дигитални алатки на македонски јазик. Во време кога новите технологии се повеќе стануваат простор во кој се создава и споделува знаење, присуство на сопствениот јазик представува прашање на културен континуитет, научен развој и национална самодоверба. На тој начин се создаваат
услови македонскиот јазик да биде рамноправно присутен во современите технолошки процеси и достапен за идните генерации во дигиталната ера. Патувам искрени честитки до Финки, Универзитетот Свети Кирил и Методи за нивната посветеност, стручност и визија, како и благодарност до Европската Унија за поддршката и довербата што ја укажува кон овој значаен проект. Благодарност заслужува и Министерството за дигитална трансформација, која препозна можност што може да создаде долгорочна вредност за државата и да ја претвори во конкретна иницијатива од национално значење. Везилка представува почеток на еден процес кој ќе придонесе за посилна наука, поконкурентна економија и поголеми можности за младите луѓе. Процес што ќе помогне земјата да се позиционира онаму каде што знаењето е многу значајно и во исто време да ја поддржува иновативноста и да создава услови иднината да се гради дома, со домашен потенцијал, домашна експертиза и домашна визија. Нека со среќа и ви благодарам. Ви благодариме, господине премиере, за охрабрувачките зборови и за поддршката на највисоко ниво за дигиталниот суверенитет на нашата држава. Зборот сега му го отстапуваме на министерот за дигитална трансформација, господинот Стефан Андоновски. Почитуван председател на владата, професор доктор Христијан Мицкоски, почитуван амбасадор на Европската Унија, Ваша екселенција Михалис Рокас, почитувана ректорка на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Билјана Ангелова, почитуван декан на Финки, почитувани представници на академската заедница, партнери од приватниот сектор, студенти, професори, истражувачи, почитувани партнери од меѓународната заедница, дами и господа. Ова денеска не е еден проект. Денес поставуваме темел на една нова национална инфраструктура за знаење, иновации и технолошки развој. Денес го означуваме почетокот на Везилка, првиот национален центар за вештачка интелигенција. Некои работи се содржат и во името. Прво, за тоа им честитам на предводниците на овој проект. Како што Везилка во македонската традиција ги вплетува нишките во една целина, така и овој проект ги поврзува науката, технологијата, институциите, бизнисот и младите таленти во заедничка визија за иднината. Визија во која нашата држава не е само корисник на новите технологии, туку нивен активен создавач. И тоа не е како адхок проект кој ќе се заборави по неколку денови, туку како системска трансформација. Пред точно 2 години ја презедовме одговорноста да ја водиме дигиталната трансформација на државата. Од тој момент до денес реализиравме бројни проекти за дигитални услуги, интероперабилност, сајбер безбедност и модернизација на јавната администрација. Но уште од првиот ден беше јасно дека вистинската дигитална трансформација не може да се гради само преку дигитализација на постојните процеси. Таа мора да се темели на знаење, партнерства, истражувања, иновации и нови технологии. Затоа денес сум особено горд што можеме да кажеме дека нашата држава станува дел од најамбициозната европска иницијатива во областа на вештачката интелигенција. Проектот Везилка беше избран за финансирање преку програмата Horizon Europe и иницијативата Euro HPC како дел од европската мрежа на AI Factory Antennas. Негов носител е Финки при Универзитетот Свети Кирил и Методи, а Министерството за дигитална трансформација е главен институционален партнер на проектот. Вкупната вредност на проектот изнесува над 6 милиони евра и представува една од најзначајните инвестиции во развојот на националниот капацитет за вештачка интелигенција. Почитувани, во последните години Европа јасно препозна дека идната конкурентност нема да се мери само со патишта, железници или фабрики. Ке се мери со пристап до суперкомпјутери, дата центри, податоци, алгоритми и таленти. Токму затоа Европската Унија започна со создавање на мрежа на центри за AI фактори низ цела Европа. Инфраструктура која треба да обезбеди институциите, европските истражувачи, компании и стартапи да имаат пристап до најсовремени ресурси за развој на вештачката интелигенција. Денес и ние стануваме дел од таа мрежа. Преку Везилка ќе добиеме директен пристап до европски суперкомпјутери, напредни податочни простори и современи алатки за развој и тестирање на модели на вештачка интелигенција. Ова значи дека нашите истражувачи, компании, стартапи, институции ќе можат да работат со инфраструктура која до вчера беше достапна само за најразвиените европски центри.
Но Везилка не е проект за компјутери. Везилка е проект за луѓе. За студентите кои денес се во амфитеатрите, а утре ќе бидат инженери и научници. Стартапите кои денес имаат идеја, а утре ќе создаваат глобални решенија. Институциите кои треба да станат поефикасни, компаниите кои треба да станат поконкурентни, но првенствено граѓаните кои треба да добијат подобри услуги. Затоа проектот е насочен кон области кои имаат директно влијание врз квалитетот на животот: здравство, енергетика, земјоделство, јазик и култура. И особено ми е драго што токму развојот на македонски јазични модели е поставен како еден од приоритетите на проектот. Во ерата на вештачка интелигенција, дигиталното присуство на македонскиот јазик, како еден од јазиците со најмал број говорители во светот, станува прашање на зачувување на македонскиот културен идентитет. Нашата цел е македонскиот јазик да биде рамноправно присутен во идните генерации на системи на вештачка интелигенција. И со Везилка започнуваме тоа да го постигнуваме. Но почитувани, придобивките од Везилка не завршуваат само со економскиот развој или научните истражувања. Вештачката интелигенција има потенцијал суштински да го подобри начинот на кој функционира државата и институциите. Подобри анализи на податоци значат подобри јавни политики. Побрза обработка на информации значи поефикасни институции. Поголема автоматизација значи помалку административен товар за граѓаните и компаниите. Нашата визија е вештачката интелигенција да биде алатка во служба на поефикасна администрација, поголема транспарентност, подобро планирање и поквалитетни услуги за граѓаните. Почитувани, дигиталната трансформација никогаш не била цел сама по себе. Не ја воведуваме технологијата затоа што е модерна, туку затоа што сакаме институциите да бидат подобри. Нашата цел е граѓаните да добиваат побрзи услуги, компаниите да работат во попредвидлива средина, а институциите да носат одлуки врз основа на податоци и факти. Во време кога довербата во институциите се гради преку резултати, новите технологии можат да помогнат да создадеме поотворена, потранспарентна и поодговорна јавна администрација. Тоа е суштината на модерните влади. Институции кои работат подобро, носат поквалитетни одлуки и им служат на граѓаните поефикасно. Дозволете ми на крајот да упатам благодарност. Прво до претседателот на владата што на прва ја поддржа оваа иницијатива и го препозна нејзиното значење. Второ, до Европската унија за довербата и вистинската поддршка и во овој проект, но и во сите проекти кои ги реализираме како министерство. Секако до ФИНКИ, Универзитетот Свети Кирил и Методи за лидерството и визијата за овој проект, до проектниот тим кој работеше на оваа апликација и до сите наши домашни и меѓународни партнери кои веруваат во потенцијалот на Македонија. Денес започнуваме процес што ќе трае со години и ќе остави траен белег врз нашата економија, нашата наука и нашето општество. И затоа нашата цел е јасна: да изградиме Македонија која не ја следи технолошката иднина, туку активно учествува во нејзиното создавање. Ви благодарам. Ви благодариме, министре, за јасната визија. Ви благодариме, министре, за јасната визија и за поддршката на Министерството во спроведување на оваа национална стратешка иницијатива. А сега ја повикувам ректорката на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, професор доктор Билјана Ангелова, проследена со деканот на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, професор доктор Петре Ламески. Почитувани присутни, почитуван министер за дигитална трансформација, господин Стефан Андоновски, почитувани министри во владата, почитувана екселенцијо, господин Михали Сорокас, амбасадор на Европската унија во Република Северна Македонија, почитуван декан на ФИНКИ, професор доктор Петре Ламески, ценети професори, декани, ректори, почитувани представници на индустријата, иноватори, партнери и драги гости. Дозволете ми во моje лично име и во име на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје да изразам особена чест и задоволство што денес сме заедно на официјалното отварање на иницијативата Везилка – од македонско знаење до глобална вештачка интелигенција. Овој настан представува повеќе од формално отпочнување на еден проект. Тој е јасен показател за нашата заедничка амбиција, визија и подготвеност да бидеме активен и рамноправен учесник во европскиот и глобалниот екосистем на вештачката интелигенција. Иницијативата Везилка, координирана од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, а со поддршка на Министерството за дигитална трансформација и во рамките на Еuro-ХПЦ заедницата,
представува силен пример за синергија помеѓу академијата, институциите и меѓународните партнери. Таа отвара нови можности за научно-истражувачка извонредност, технолошки развој и практична примена на знаењето во корист на општеството. Инспирацијата од традиционалната македонска везилка носи длабока символика. Како што секој конец во везот придонесува кон создавање на смислена и убава целина, така и ова иницијатива ги обединува институциите, знаењето, податоците и технологијата во една заедничка визија, визија за иновативно, инклузивно и одговорно дигитално општество. Особено значено е што преку партнерството со Faros AI Factory Грција, нашата држава се интегрира во современите европски научно-технолошки текови. Ова не е само можност за пристап до напредни инфраструктури, туку и обврска да придонесеме кон развој на вештачката интелигенција како дисциплина што е заснувана на етички принципи и доверба. Како универзитет имаме јасна одговорност да создадеме услови за развој на нови генерации истражувачи и експерти, да потикнуваме интердисциплинарност и да обезбедиме знаења што ги генерираме за да бидат ставени во функција на општествениот напредок. Вештачката интелигенција не е само технолошка алатка. Таа представува трансформативна сила што бара внимателно и одговорно управување. Дозволете ми да упатам искрена благодарност до Министерството за дигитална трансформација, за визијата и поддршката, до нашите европски партнери за довербата и соработката, како и до тимот на Финки за нивната посветеност и лидерството во реализација на оваа значајна иницијатива. Почитувани, денешниот настан означува почеток на ново поглавје во кое македонското знаење ќе има се повидлива и повлијателна улога во европскиот и во глобалниот развој на вештачката интелигенција. Дозволете ми да завршам со една мисла. Иднината на науката и технологијата не е дадена, таа се гради. Постепено и одговорно преку заеднички напор, критичка мисла и институционална посветеност. Везилка е токму таков потват. Внимателно осмислен процес на поврзување на знаењето, истражувањето и иновацијата во служба на општеството. Нашата обврска како академска заедница е не само да ги следиме технолошките трендови, туку и активно да учествуваме во нивното обликување преку научна извонредност, интердисциплинарна соработка и отворен диалог со сите релевантни чинители. Убедена сум дека преку вакви иницијативи ќе продолжиме да ја зајакнуваме улогата на универзитетот како двигател на знаењето и како кредибилен партнер во европскиот и глобалниот научно-истражувачки простор. Благодарам. Почитуван министер за дигитална трансформација, почитуван амбасадоре на Европската Унија, почитувана ректорке, почитувани министри, почитувани ректори, декани, професори, почитувани гости, драги колеги, драги студенти. Како декан на Финки, чест ми е да ве поздравам на отварањето на Везилка, националната AI Factory антена, иницијатива со која Македонија се вклучува во европскиот екосистем на вештачката интелигенција. Денес испраќаме важна порака. Македонија има знаење, има талент, има млади луѓе кои може да учествуваат во најголемиот технолошки надпревар на нашето време. Нашите професори и студенти не се само идни корисници на вештачката интелигенција, тие се нејзини идни создавачи. Гоце Делчев рекол: "Јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар меѓу народите. Во ерата на вештачката интелигенција, тој надпревар е во знаење, јазик, податоци, вредности и иновации. Затоа, суверената вештачка интелигенција е важна. Важна за Македонија да има технологии што го разбираат нашиот јазик, нашата култура и нашите потреби како народ. Нека Везилка биде символ дека една мала земја може да има голема визија и дека Финки со своите студенти е подготвен да биде носител на таа иднина. Ви благодарам и добре дојдовте. Ви благодариме ректорки и декане за инспиративните зборови и поддршката.
Продолжуваме со обраќање на неговата екселенција Михали Срокас, амбасадор на Европската Унија во Република Северна Македонија, чие присуство денес ја потврдува важноста на европската поддршка во развојот на вештачката интелигенција во нашата земја. Honorable Minister for Digital Transformation, Honorable Ministers, Honorable Rector, Dean, Excellencies, dear friends, it's really with great pleasure to join you today for the launch of Vezilka, North Macedonia's AI factory antenna, and an important new chapter in the country's digital transformation journey. Во патот кон дигитализација на земјата. Ова не е само инаугурација на друг проект финансиран од ЕУ, туку представува поврзување на Северна Македонија со еден од најамбициозните технолошки иницијативи преземени од страна на Европската Унија. Со ова се гарантира дека иновациите, знаењата и талентот што тука се развива ќе станат дел од еден поширок европски екосистем кој што ја обликува иднината на вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција брзо ја трансформира нашата економија, како и нашите општества. Таа го менува начинот на кој што работиме, учиме, обезбедуваме здравствена заштита, управуваме со енергетски системи, даваме поддршка за бизниси и нудиме јавни услуги. Прашањето ни е следно. Не е важно дали вештачката интелигенција ќе смени иднината, тоа го знаеме. Прашањето е како ќе гарантираме дека ова е иднина иновативна, конкурентна, инклузивна и веродостојна. Европската Унија има визија. Нашата визија на ЕУ е едноставна. Вештачката интелигенција треба да ги подобри животите на луѓето. Треба да ја зајакне конкурентноста и да ги зајакне јавните услуги, да даде поддршка за здравствената заштита, да ја забрза зелената транзиција и да го прошири пристапот до знаење и можности. Со цел оваа визија да стане реалност, Европската Унија прави големи инвестиции во инфраструктурата и иновациите за ВИ. Преку оваа иницијатива за фабрика за ВИ се креираат првокласни објекти каде што се спојуваат моќи за пресметување, таленти, истражувачки институции, јавни власти и стартапи. Денес 19 фабрики за ВИ и 13 антени за ВИ помагаат да се креира еден целосно поврзан систем за ВИ во ЕУ. Преку Европската заедница за пресметување со високи перформанси, Европската Унија инвестира милиарди евра во инфраструктурата за суперкомпјутери и инвестираат во иницијативи за ВИ за да се мобилизираат до 200 милиарди долари во јавни и приватни инвестиции за да се даде поддршка за развојот на веродостојна вештачка интелигенција. Ова не е само технологија. Ова е иднината на Европа, нејзината конкурентност и стратешката автономија. Преку ова се гарантира дека иновациите им служат на народот и дека придобивките се подеднакво восприемени. И токму затоа Везилка представува патоказ за народот на Северна Македонија да влезе во овој екосистем. Се спроведува од Финки при УКИ и добива силна поддршка од владата овој проект, а се кофинансира преку програмата Horizon Europe. Везилка е резултат на заедничка амбиција и заеднички инвестиции во иднината. Околу 6 милиарди евра ќе овозможат да се креира овој центар за истражување, развој на вештини, технологии и нивно освојување. Амбициите се и практични и трансформативни. Во здравството, таа ќе овозможи понапредна диагностика и персонализирана медицинска нега. Во енергетиката ќе придонесе за попаметни мрежи, обновлива енергија, интеграција и предиктивно
ефективно одржување. Во земјоделството ќе им овозможи на земјоделците да донесат подобри одлуки и да подобрат одржливоста. Во јавната администрација ќе ги зајакне дигиталните јавни услуги и ќе подобри ефикасноста за граѓаните и бизнисите. Исто така во културата и јазикот ќе овозможи да се развие јазичен модел, но и ќе придонесе за зачувување и промоција на богатата култура, богатото културолошко наследство на земјата. Овие приоритети покажуваат нешто многу важно. Вештачката интелигенција не е некој апстрактен концепт, туку е алатка што може да овозможи да се решат реалните проблеми и да се креираат опипливи придобивки за граѓаните. Овој проект исто така е еден моќен пример за европска соработка на дело. Преку неговата поврзаност со фабриката за ВИ во Фарос во Грција, ректорката тоа го напомена, пристапот до суперкомпјутерот Дедалус, истражувачите, иноваторите, стартапите и јавните институции во земјата ќе добијат пристап до првокласни компјутерски ресурси и стручност. Постојат многу други проекти за вештачка интелигенција кои што сега се меѓусебно поврзани, Мармет, Жан и слично, и ова е трансформативен проект со далекосежни последици за кои што денес зборуваме. Накратко, Везилка нема да работи како самостоен центар или фабрика, таа ќе биде дел од еден поширок екосистем што ги поврзува локалните иновации и европските можности. Да завршам, Везилка не подсетува дека напредокот се овозможува преку трпение, креативност и визија. Исто како што конците се спојуваат во Везилката, Везилка ги спојува истражувачите, предприемачите, креаторите на политики, меѓународните партнери и слично да креираат нешто многу поголемо од тоа што би можел некој актер да го чинител да го направи сам. Ја спојува европската и локалната експертиза и ја спојува одговорноста со иновациите, а воедно и овозможува технолошки напредок со човечки вредности. Ова е усогласено со визијата на Европа за ВИ, која што е иновативна, но веродостојна, конкурентна, но инклузивна, амбициозна, но цврсто втемелена во демократските начела. И како што земјата напредува кон нејзиниот пат кон ЕУ, иницијативите како што е денешнава иницијатива покажуваат дека има опипливи придобивки од подлабоката интеграција во европските програми, мрежи и партнерства. Тоа ни покажува како соработката може да овозможи можности за сите области од животот во Северна Македонија. И многу ни е мило што може да ви дадеме поддршка во овој потфат и да го поддржиме тој потфат. Веруваме дека Северна Македонија поседува талент, креативност и амбиции за да игра важна улога во дигиталната иднина на Европа. Сакам и оваа прилика да искористам да го пофалам Министерството за дигитална трансформација затоа што ги поврза сите овие точки. Прекрасна работа завршивте во последниве 2 години. И секако фактот дека ресорните министерства и академскиот свет како и истражувачите даваат поддршка за овој потфат, тоа е многу важно. Затоа што се носат одлуки за финансирање на полесен начин за сите нас. Значи посакувам успех за Везилка и се радувам што ќе видам какви идеи и партнерства ќе произлезат во иднина. Ви благодарам многу. Ви благодариме, Екселенцијо, за зборовите и континуираната посветеност на Европската Унија кон дигиталната иднина на Република Северна Македонија. По обраќањата од највисокото политичко и академско ниво, доаѓаме до срцето на денешниот настан, самата Везилка. Го поканувам на сцена професор доктор Димитар Трајанов, раководител на проектот Везилка, да ни ги представи визијата, целите и очекуваното влијание на нашата национална фабрика за вештачка интелигенција.
Здраво на сите. Чекам да ми ја пуштат презентацијата, одлично. Јас бидејќи ќе презентирам, имам спремна презентација, нема да седам тука. Прво, да ги поздравам и да го изразам моето задоволство од присуството на министерот за дигитална трансформација, од евроамбасадорот, нашиот ректор, председателот на МАНУ, министрите во владата на Република Северна Македонија, останати почитувани гости, студенти, представници на компаниите. Навистина е задоволство да се биде тука и да се представи еден проект кој што по сите она што кажа претходните говорници, очекуваме да биде да го смени курсот по кој што ќе се движи државата. Тоа представува една огромна обврска и чест за нас како дел од Финки, особено за мене како раководител на проектот, да пробаме да оставиме трак и да ја внесеме Македонија во вештачката, во иднината во која што вештачката интелигенција е во срцето на новиот развој. Името Везилка има символично значење. Значи Везилката е некој вез кој што идејата е да поврзува малечки бодови од нив да се направи една голема слика. Идејата е дека ние ќе сакаме да го поврземе знаењето, луѓето со знаењето, да ги поврземе податоците, од нив да направиме модели и да ја поврземе традицијата и еднината. Сакаме да го зачуваме тоа што го имавме како традиција и да го внесеме тоа во дигиталниот свет. Главното прашање е зошто сега и што е тоа што се случува денеска. Моментално светот се наоѓа на една во фаза во која што имаме драстична промена на работите. Ние се наоѓаме на една пресвртница, пред нас е технологија која што има моќ да смени огромен дел од работите кои што ги правиме на еден начин, со таа нова технологија ќе се прават на друг начин. Доаѓањето на нови технологии во историјата на човештвото не е прв пат. Голем број на технологиите драстично смениле како правиме, што работиме. Само сакам да направам една паралела и еден пример, например, како пронаоѓањето на парната машина, а потоа и моторот со внатрешно согорување влијаеле на она што ние денеска го имаме, на она што значи наш денешен развој. Например, појавата на автомобилите само сменила дека ние брзо можеме да одиме од едно место на друго. Појавата на автомобилите возможила развој на нова индустрија како што е туризмот, например. Претходно, пред да го имаме тоа, туризам немало. Било многу тешко вие да отидете од едно место до друго место. И луѓето не го правеле тоа. Денеска тоа е една гранка која што е одговорна за 5-10% од генералниот GDP во светот. Дополнително, начинот на кој сте организирани градовите, пред автомобилите градовите биле компактни за да можат луѓето брзо да отидат од едно место до друго место. Сега имаме градови кои што имаат предградија, бидејќи лесно можеме да ги совладаме далечините. Вештачката интелигенција, како што овие технологии го смениле колку брзо се движиме, вештачката интелигенција менува колку добро, брзо, ефикасно размислуваме. И во таа насока можеме да очекуваме дека ќе има голем број на олеснување, подобрување во тековните процеси. Меѓутоа, она што сигурно ќе се случи е дека ќе имаме една цела лепеза на нови индустрии, на нови работни места за кои што денеска ние не сме свесни. И тоа е она што сакаме проектот каде сакаме проектот да се фокусира, да ја подготви државата за тоа што допрва доаѓа. И заеднички да го градиме тоа што ќе биде пред нас. Сега веќе претходниот слайд. Сега веќе не зборуваме од денешен аспект, не зборуваме само за чатбот на кој што му поставуваме прашање и тој ни дава некој одговор. Тоа веќе е мината работа во вештачката интелигенција. Зборуваме за системи во кои што човекот заедно со вештачките, заедно со агентите и заедно со роботите ќе бидат еден екосистем во кој што заедно работат и заедно придонесуваат за подобро на човештвото.
Она што е тука многу битно е дека примената, ова десно е од едно истражување кое што е објавено пред 2 недели од Мекински, е дека за да имате примена на вештачка интелигенција во вашата организација, не е толку битно какви се вештините на луѓето кои што ги имате. Тука е најбитно каква е организацијата, дали организацијата поддржува да ви имплементирате вештачка интелигенција. Така да она што е битно моментално е да зборуваме за тоа и да помогнеме на организациите, на државните институции, на компаниите, да го сменат начинот на кој што тие внатрешно се организирани. Да го сменат пристапот и погледот кон новите технологии. Новите технологии ни се допаѓали или не, се тука. Значи, вештачката интелигенција не може да стиснеме копче и да ја снема. Луѓето кои што користат вештачка интелигенција се драстично по-продуктивни и таа ќе остане. Тоа веќе, значи, луѓето нема да ги смени вештачка интелигенција, ќе ги сменат луѓе кои што користат вештачка интелигенција. Во таа насока мораме ние да бидеме организирани и да го прифатиме предизвикот. Овој предизвик за мала нација како што сме ние е голем, меѓутоа е и нова можност. Бидејќи вештачката интелигенција е тука околу нас, во оваа форма, во оваа напредна форма, 2-3 години. И е тука за нас, како држава, меѓутоа и за Германија, и за Шпанија, и за Америка, и за Кина. Значи, кај сите нас, овие 2 години се случуваат промени. Кој ќе успее, значи сите почнуваме од едно исто рамниште. Колку и како ќе успееме ние да бидеме во таа трка, да излеземе напред, тоа е приказна само за нас. Тоа е поврзано само со нашата желба да се организираме и да бидеме агилни во тој процес. Придобивките од вештачката интелигенција се јасни, значи огромен придонес на глобалниот GDP, голем број на работните места во маркетите, во земјите како што сме ние се изложени на AI, подобрува, например, има некои мерења дека до 30% се подобрува ефикасноста и цената на чинење на административните во рамките на процесите, во рамките на владата и така натаму. Така да, прашањето овде е дали ние ќе се зафатиме со работа и како ќе успееме да го следиме тој нов тренд кој што е пред нас. Следниот слайд. За ова веќе амбасадорот на Европската унија зборуваше и кажа многу работи кои што ги имам на овој и на следниот слайд, така да во интерес на времето да не зборува многу. Поентата е дека ние сме поврзани со Фарос во Грција, со нив имаме долгорочна соработка, значи ова соработка не е од сега, ние со ГРНет и со Универзитетот во Атина и така натаму соработуваме можеби повеќе од 20 години. И ова беше природен начин да продолжиме таму. Ние веќе претходно со Дедалус веќе и соработувавме околу градбата на суперкомпјутерот, така да ова беше природен начин да таа соработка ја донесеме сега на едно повисоко ниво. И јас верувам дека и очекувам дека тука ќе водат работите поприлично едноставно. Она што сакам да го кажам е само последниот овој дел, дека на Балканот не стојат работите. Значи, сите околу нас прават нешто. Не знам, Бугарија имаат инвестиција од 90 милиони во AI Factory, Србија тие купија нивна, тоа 4,5 милиони е нивни суперкомпјутери кои што го финансираа самите. Тука малце се остануваме, треба да вложиме во инфраструктура, во дата центри, да го направиме тоа да дојде кај нас. Албанија со министерот кој што беше успех, беше неуспех, зависи како можеме да го гледаме. Следниот слайд. И сега што е точно везилка, малце повеќе детали околу проектот. Ова се основните работи, 6,2 милиони е вкупното финансирање, 36 месеци, евро, ХПЦ, Министерство за дигитална трансформација, главен покровител овде во државата, УКИМ, Финки, горе го кажавме тоа. Целото имаме некакви статистики и бројки. Она што е битно е како е организиран проектот.
Значи, идејата е проектот да воспостави национален екосистем за вештачка интелигенција, кој што ќе ги обедини сите чинители. Ова што денеска го направивме е првиот изворен успех. Значи, собравме луѓе од влада, од амбасади, од стопански комори, од академија, од компании, имаме студенти. И ова се сите чинители кои што треба да придонесат за градење на вештачка интелигенција кај нас. И ова е начинот на кој што заеднички треба да работиме. Ова не е проект во кој што само Финки или само Министерството за дигитална трансформација или само ЕУ може да заврши нешто. Ова е проект во кој што сите заедно мора да учествуваме за да бидеме конкурентни и да одиме чекор понатаму и да бидеме понапред од околината околу нас. Пребрзо ми ги менува на слайдовите. Назад. Значи, ќе понудиме сервиси во пет клучни домени, ќе им овозможиме на компаниите да имаат пристап на стартапите, малите и средни предпријатија, ќе зборуваме за градење на таленти, интеграција во Европската Унија, во процесите во Европската Унија преку Евро ХПЦ и помош на државата во поглед на градење на политики. Веќе сме дел од работната група која што гради стратегија за AI примена во државата. Сега може следниот слайд. Воглавном ќе бидеме, значи воглавном ќе се поврземе кон европската инфраструктура. Меѓутоа добивме дозвола од ЕУ да направиме една помал AI кластер кај нас за работи и за податоци кои што природно не треба да излегуваат од државата, поврзано со одредени здравствени податоци и така натаму, значи еден помал кластер со GPU ќе биде направен локално кој што ќе служи за обработка на сите оние критични податоци за кои што мора да се зачува приватност. Следниот слайд. Веќе Евроамбасадорот кажа дека има 5 главни сектори во кои што ќе работиме, ги имаме сите на посебен слайд. Во здравство сакаме да направиме, во здравство веќе имаме добра инфраструктура, значи мој термин има огромно количество на податоци и таму сме поприлично напред отидени. Веќе Финки имаше еден проект кој што е во оваа насока, исто финансиран од Хоризонт програмата. Тоа е проектот ChatMed кој што ги постави основите на соработка. Везилка се надоврзува на тој проект. Само да напоменам за дел од проектите имаме позади тотеми на кои што има луѓе кои што потоа може да видите што све се работи на Финки. Овде имаме доволно податоци и овде имаме реална можност да направиме корисно за државата. Бидејќи има собрано поприлично голем број на квалитетни податоци во системот кој што е мој термин. Почитувани гледачи на Македонската телевизија, во изминатиот час имавте можност да го проследите директниот пренос од презентацијата на првата национална фабрика за вештачка интелигенција Везилка. Со ова Македонија официјално станува дел од најамбициозната европска иницијатива во областа на вештачката интелигенција. Од обраќањата на премиерот Христијан Мицкоски, министерот Стефан Андоновски, тимот на УКИМ и Финки, како и евроамбасадорот Рокас, беше истакнато дека овој проект ќе биде темел на една нова национална инфраструктура на знаење, иновации и технолошки развој. Визија која Македонија нема да биде само корисник на новите технологии, туку и нивен активен создавач. Денес започна процес кој ќе трае со години и ќе остави траен белег врз нашата економија, наука и општество. Со ова го завршуваме директниот пренос од целата екипа која учествуваше во реализацијата. Ви благодариме за вниманието и ви посакувам пријатен ден.